Добро дојдовте во Автомобил. За денеска припремивме презентација мала за масла за моторцикли. Денеска имаме за сервис мотор. Мотоциклите се делат на двотакни и четворотакни. Се одлучивме за познатата фирма Motul од Франција. Ви презентираме еден дел од широката палета на Motul. Motul е фирма која произведува единствено во Франција масла, значи не се произведуваат на друго место и во еден момент, ако не и се уште, не знам дали може да се види тука, е носител на ФИМ значка, значи на Светската мотоциклистичка организација како официјално масло во сите сегменти. Што ретко може која фирма да се пофали со тоа. Мислам дека беше единствена во еден момент. Немам податок дали ја се уште. Како што реков, двотакни и четворотакни мотори. Од двотакните мотори, конкретно за скутерите, имаме минерално масло, значи серија 100 минерал. Скутер Експерт техносинтезе со антисмок формула, значи не чади, тоа е многу битна работа денеска, значи не ја загадува животната околина и има ефект, значи знаете кој ќе се вози некој на мотор, конкретно на скутерот, ако чади целата облека и косата и ќе му мириса на масло, додека тука не е таков случај кај Moto Expert скутер или кај Scooter Power, исто е 100% синтетичко масло, разградливо, не остава гареж меѓу клипните прстени на клипот во цилиндарот. Е врвно масло со перформанси кои ги надминуваат очекувањата на производителите. Значи, по тоа е и карактеристичен Motul. Исто така двотакно масло за поголеми, не мора да бидат скутери, значи со други двотакни мотори. Четворотакните мотори, односно скутери, сега се исто така популарни и од нив има исто минерално масло, градација 1040. Има 1040 4T Scooter Expert техносинтезе, значи исто врвно масло за скутерите и 540 Scooter Power, што е синтетичко масло, 100% синтетичко масло. За поголемите мотори, освен скутерите, значи ги имаме сите серии, серијата 5000, 7000 и 300V. Серијата 5000 ја имаме во сите градации 1040, 1050, 1550 и во пакување од литар, 2, 4, исто така и сите други масла ги имаме. Серијата 7100 е 100% синтетичко масло за сите поголеми мотори. Значи ги има во градација 1050, 1040, 1030 специјално за некои Хонди. 300V серијата како врвни масла во линијата на Motul ги надминуваат сите очекувања на производителите, значи оние одобрувања што ги бара производителот, било која фирма, ги надминуваат, значи нивната Ester Core технологија. Од 300V имаме сите градации, 1560, 1550, 540, 540 Factory Line, Off-Road и другото 1040 во сите градации и во сите пакувања. Значи има и 2-литарски, 4-литарски, тоа е 540. Значи сите ги имаме. Покрај палетата на производи на Motul на моторни масла, Motul има и палета за одржување на
опремата, кацигите, оделото и мотоциклите. Да ги издвоиме некои од нив. Овој производ е Helmet Visor Clean, значи без огреботини ги чисти кацигите и визорот напред, знаете колку е битно за видливоста. Тоа е пластика, ако не се изчисти соодветно по некое време или несоодветно чистење, ќе има огреботини и нема да се гледа добро. Insect Remover е, знаете, кога моторите сега развиваат по големи брзини и се лепат некои инсекти што е тешко да се исчистат без соодветно средство. Такво соодветно средство е ова, Insect Remover, без последици и многу брзо, ефективно ги чисти од визирот на моторот и од целиот мотор кај што ќе се нафада. Средство за чистење на кацигата внатре е ова, значи ја дезинфицира, ја менува миризбата и ја чисти комплетно внатре ефективно, многу ефективно тоа е. Малку појака хемија за чистење на бандажите. Знаете дека емисијата што ја оставаат плочките за кочење и нечистотиите по патот, значи се прави така наречен тракинг филм што тешко се чисти со некои други средства, треба малце појака хемија. Тоа е тоа од Motul, испитано. Peel Clean. Значи, има уште еден интересен производ, Perfect Leather, значи за кожни обувки, чизми, одела, не пукат, значи му дава мекост, ја чува бојата и нема да пропуштаат вода, значи извесно време, долго време, кога ќе се третира со ова средство. Perfect Sit е средство кое делува како антистатик на седиштата. Знаете, по одредено време седиштата ќе заприметите на некои мотоцикли се испукани од сонце, од вода, од механички удари, од седење. Затоа е потребно да се третира со едно вакво средство каде ќе се избегнат тие работи и ќе остане и бојата и седиштето како што е ово. MC Care Carburetor Cleaner. Ова е одмастувач и чистач за... Тоа е сервисен продукт. Тоа сепак сервис би го користел, но е доста ефективен. Кога сме кај чистачите, имаме средство кое што се става пред испуштање на маслото, Engine Clean. Значи пред да се испушти маслото се става и молбатство се вози малку време и се испушта маслото заедно со него. Има средства кои се наменети за чистење на системот за гориво. Тоа е за двотакни и четворотакни мотори. Ова малото може да се користи за двотакни и за четворотакни, додека големото е поголема количина и се користи кај четворотакни исклучиво мотори и дава ефект. Сериозна фирма како Motul има секакви производи, па и течност за кочниците. Гледате тука класата DOT 3 и DOT 4 е заедно, значи тој е доста флексибилен производ, значи DOT 3 и DOT 4 за мотори и за возила, за коли. Ова е еден доста популарен производ, Scooter Gear. Отприлика оваа количина на масло за преносот на скутерите се става цела сега во новите скутери. Назад, знаат мајсторите каде. Тоа е доволно да се аплицира едно вакво за моторот. Течноста за ладење. Motocool Expert е константна на минус 37 и при високи температури од 135 степени. Значи, сите возила, па и мотори, тоа специјално за мотори, наменето и дизајнирано, не би требало да се меша со нешто друго и е многу ефективно, е компатибилно со сите алумински и магнезиум блокови, спречува корозија и бигор, значи настанување, зашто доколку има вода или нешто, знаете дека ќе дојде до корозија или ќе фати бигор во ладњакот и во системот.
Многу интересен производ е Mokul. Значи, производ кој се меша во минимум 5% во разладната течност за побрз трансфер на топлината и испробање на трки, испробање на... Значи, онам кај што има проблем со топлина, со греење, многу ефективен производ. Производи за сервисирање на амортизерите, предни и задни. Овој конкретно е шок ойл, шок абсорбер ойл, значи за задниот амортизер. Знаете колку е битно кога фабричките тимови и тркачките тимови купуваат специјални амортизери заради тоа што амортизерот, да речеме на една трка од 35-40 минути, стандардниот амортизер ја има функцијата на амортизер, еве конкретно земиме за мотокрос, функцијата на амортизер ја има некаде околу 10 минути, а потоа ради менување на вискозноста на маслото и фактички престанува да има таа функција на амортизерот. Шок ойл од Motul ја зголемува вискозноста, односно се задржува подолго време и е врвен производ. Исто има fork oil за предница, значи за предните амортизери во градација од 10V и 5V, значи потанко, зависно за која употреба, за кој амортизери, за која употреба се користи. Кај тркачите, значи за која стаза, дали е потврда или е каллива или во тој однос, значи се користи соодветно или 5 или 10V. За оние филтри воздушни кај моторите кои се од сунгер и мораат да се чистат, не се менуваат, него се чистат со чистач и потоа се прскаат или се третираат во масло. Значи ова е специјално масло за филтер во спреј или во течност. Мора да биде натопено во тоа, да има ефект филтерот да работи. Производ за хитни случаеви, ако ви се дупне гумата, значи со навртување на вентилот, ја лепи и ја пумпа во една гумата и таа држи доволно, значи ефикасен модул, што би требало да го има секој моторциклист. Ова може и за возило да се користи. Сега, знаете дека ланецот на моторите често треба да се чисти, да се подмачкува и тоа треба да се прави правилно, зашто оригинален фабрички ланец е многу скап. Скапи се и другите aftermarket фото. Значи, претходно се чисти со ова средство C1, чистач, одмастувач, отстранувач на секаква нечистотија од ланецот. Значи, препорачливо е да се исчисти со овој, да се испрска некое време. Потоа со притисок со вода да се отстрани нечистотијата. Пожелно е да се издува со компресор, значи да се исуши ланецот и потоа да се третира со масло. Во зависност дали се вози по нормални патишта тука, значи тоа е C2 или овој производ, значи за употреба за нормални и брзински мотори за овие патишта. Ако се вози, значи ендуро или крос офроуд, тогаш е овој офроуд C3 или C4 производот Factory Line, каде што може да се користи и во двата случаеви, значи и за офроуд и обичен роуд, значи да. Отприлика е тоа, постои уште една паста која се аплицира директно, има тука една четка, со притискање излегува маста и се подмачкува синџирот доста длабоко. Значи сакам да кажам дека овие сите подмачкувачи за синџирот се компатибилни за O-ring, X-ring и Z-ring ланци. Се резистентни на вода, на киселини и долго траат. Сите знаат тоа што го имате употребувано, доста се популарни.
отприлика, тоа би било тоа во денешната емисија. Се гледаме во гаража.